Во медиумите се појавија информации за бракот на Сандра и Милан кои ги изненадија сите. Водителот и актер Милан Калинич се разведува од сопругата Сандра Калинич, со која беше во брак 18 години. Сандра и Милан брзо се договориле за спогодбен развод и поделба на брачниот имот, за да се помине што побрзо и побезболно пред се за нивните две деца. Калинич прифатил станот во кој живееле заедно со години во Вождовац да биде на Сандра и нивните деца и се преселил на друга адреса. Сега во медиумите се појавија информации дека Сандра наводно била во тајна врска со сопственик на познат белградски ресторан. Низ градот се зборува дека Сандра била во шема со тој човек. Многу пати била видена како седи со него во ресторанот. Тие што го познаваат Милан го информираа за тоа и тоа беше последната капка што ја прелија чашата. Тој не е светец, но не можеше да се снајде со фактот дека можеби ќе го замени човек кој во градот е познат како голем заводник. Истакна добро упатен извор за регионалните медиуми. Сиси Хјустон, наградуваната соул и госпел пејачка и мајка на покојната поп дива Витни Хјустон, почина на 91 годишна возраст во својот дом во Њу Џерси, објави семејството. Родена како Емили Дринкарт во 1933 година, таа подоцна го зела уметничкото име Сиси Хјустон. Од мала пеела во цркви, музичката кариера ја почнала во госпел групата Дринкарт Форд, а потоа ја основала R&B групата Sweet Inspiration. Хјустон ја почнала соло кариерата во 1917 година и освои 2 награди Греми за својата госпел музика. Како придружна пејачка соработувала со големи музички имиња како Џими Хендрикс, Арета Франклин, Чака Кан, Отис Рединг и Дион Ворвик, но и со Елвис Присли, Бет Мидлер и Линда Ронстад. Беше барана сешон пејачка, па низ кариерата сними повеќе од 600 песни и нејзиниот вокал може да се слушне и на песни на Витни Хјустон, Бионсе и Пол Сајмон. Сиси Хјустон своевремено кажа дека не сакала нејзината ќерка да заврши во шоу бизнисот, но тие беа заедно во музиката во најголем дел од животот на Витни и често пеа заедно на концерти. И покрај тоа има комплициран однос при што Сиси Хјустон во своите мемуари напиша дека Витни знаела да биде и злобна и тешка. Уште еднаш ме фасцинира. Сценографијата, режијата, глумата не однесоа до небото. Ова се дел од впечатоците на публиката во Бјалисток, Полска, по изведбата на представата Хамлет, денот на убиствата на Битолскиот театар. Имено тие беа дел од интернационалниот фестивал Direction East, кој се одржуваше од 30 септември до 7 октомври. Представата е работена според пиесата на Бернар Мари Колтес во режија на Маријан Некјак, кој е и автор на музиката. Во представата се употребени фрагменти од аријата Несон Дорма, од операта Турандот на Пучини и фрагмент од песната What Was I Made For од Били Ајлиш, стихови од Вилијам Шекспир, Оскар Вајлд, Рајнер Марија Рилке, Емили Дикинсон, Борис Пастернак. На изведбата во Бјалисток присуствува и македонскиот амбасадор во Полска Јасмин Кјахил, директорот на Драмскиот театар Пјотор Адам Полторак, како и заменичката директорка Мартина Зануеска, кои после изведбата упатија пофални зборови за екипата на Битолскиот театар со кои има одлична долгогодишна соработка. Вечерва во кинотека на Македонија со почеток во 20 часот во чест на големиот актер Ален Делон ќе биде прикажан филмот Довидување пријателе. Откако заедно служат во француската легија на странци, платеник и лекар ја напуштаат службата и тргнуваат секој по својот пат. Подоцна тие повторно се обединуваат по случајност и заедно учествуваат во грабеж на сеф со скапоцени обврзници. Довидување пријателе е француско-италијанска копродукција од 1968 година по режија на Жан Херман и сценарио на Себастијан Жаприсо. По главните улоги се Ален Делон,
Бриджит Фоси и Чарлс Бронсон. Филмот беше голем успех во Европа и беше клучен за кариерата на Чарлс Бронсон, што го издигна од статусот на спореден актер во Холивуд со голема звезда во Европа.